Со оглед на тоа дека присуствуваат мнозинство од членовите, комисијата може полноважно да работи и да одлучува. Ви известувам дека на 28.11.2017 година до председателот на Собранието на Република Македонија се доставени барање за одобрување на притвор на пратениците Крсто Муковски, Љубен Арнаудов и Јохан Трчуловски од Основниот суд Скопје 1 Скопје, Одделение за организиран криминал и корупција, 4 КОК ПП број 384-17 од истиот датум 28.11.2017 година и барање за одобрување на притвор на пратениците Сашо Василевски, Љупчо Димовски и Жаклина Пешевска од Основниот суд Скопје 1 Скопје, Одделение за организиран криминал и корупција, под архивски број КОК ПП број 384-17 од истиот датум 28.11.2017 година. Председателот на Собранието на Република Македонија, согласно членот 53 став 5 од Деловникот на Собранието, ги достави барањата до Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања. Барањата ви се поделени. Согласно член 53 став 5 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања е должна да ги разгледа барањата и во рок од 2 дена да достави извештај до председателот на Собранието. Ви известувам дека согласно членот 53 став 6 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, за седницата на комисијата известени се пратениците на кои се однесуваат барањата и тоа: Крсто Муковски, Љубен Арнаудов, Јохан Трчуловски, Сашо Василевски, Љупчо Димовски и Жаклина Пешевска. Ви известувам дека гласањето по барањата за одобрување на притвор ќе се врши поединечно, односно за секој пратеник одделно. Прво, барање за одобрување на притвор на пратеникот Крсто Муковски, поднесено до Основниот суд Скопје 1 Скопје, Одделение за организиран криминал и корупција 4 КОК ПП број 384 завлака 17 од 28.11.2017 година, го ставам на гласање. Кој е за? Дали има воздржан? Дали некој е против? Констатирам дека комисијата со 5 гласови за, 0 гласови против и 0 гласови воздржан, едногласно барањето за одобрување на притвор на пратеникот Крсто Муковски, поднесено од Основниот суд Скопје 1 Скопје, Одделение за организиран криминал и корупција 4 КОК ПП број 384 завлака 17 од 28.11.2017 година, го одобри и му предлага на Собранието на Република Македонија да го одобри барањето. Барањето за одобрување на притвор на пратеникот Љубен Арнаудов, поднесено од Основниот суд Скопје 1 Скопје, Одделение за организиран криминал и корупција 4 КОК ПП број 384 завлака 17 од 28.11.2017 година, го ставам на гласање. Кој е за? Кој е против? Кој е воздржан? Констатирам дека комисијата со 5 гласови за, 0 гласови против и 0 гласови воздржан едногласно барањето за одобрување на притвор на пратеникот Љубен Арнаудов, поднесено до Основниот суд Скопје 1 Скопје, Одделение за организиран криминал и корупција 4 КОК ПП број 384 завлака 17 од 28.11.2017 година, го одобри и му предлага на Собранието на Република на Македонија да го одобри барањето. 3. Барањето за одобрување на притвор на пратеникот Јохан Трчуловски, поднесено од Основниот суд Скопје 1 Скопје, Одделение за организиран криминал и корупција 4 КОК ПП број 384 завлака 17 од 28.11.2017 година, го ставам на гласање. Кој е за? Кој е против? Кој е воздржан? Констатирам дека со 5 гласови за, 0 гласови против и 0 гласови воздржани, едногласно барањето за одобрување на притвор на пратениците на пратеникот Јохан Трчуловски, поднесено од Основниот суд Скопје 1 Скопје, Одделение за организиран криминал и корупција 4 КОК ПП број 384 завлака 17 од 28.11.2017 година, го одобри и му предлагам на Собранието на Република Македонија да го одобри барањето. 4. Барањето за одобрување на притвор на пратеникот Сашо Василевски, поднесено од Основниот суд Скопје 1 Скопје, Одделение за организиран криминал и корупција 4 КОК ПП број 384 завлака 17 од 28.11.2017 година, го ставам за гласање. Кој е за? Кој е воздржан? Кој е против? Констатирам дека комисијата со 5 гласови за,
0 гласови против и 0 гласови воздржан. Едногласно барањето за одобрување на притвор на претендикот Сашо Василевски, поднесено од Основен суд Скопје 1 Скопје. Оделение за организиран криминал и корупција. 4 КОК ПП број 384 заволака 17 од 28.11.2017 година. Го одобри и му предлага на Собранието на Република Македонија да го одобри барањето. Барањето за одобрување на притвор на претендикот Љупчо Демовски, поднесено од Основниот суд Скопје 1 Скопје, Оделение за организиран криминал и корупција 4 КОК ПП број 384 заволака 17 од 28.11.2017 година. Го ставам на гласање. Кој е за? Кој е воздржан? Кој е против? Констатирам дека комисијата со 5 гласови за, 0 гласови против и 0 гласови воздржани едногласно барањето за одобрување на притвор на претендикот Љупчо Димовски, поднесено од Основниот суд Скопје 1 Скопје, Оделение за организиран криминал и корупција 4 КОК ПП број 384 заволака 17 од 28.11.2017 година го одобри и му предлага на Собранието на Република Македонија да го одобри барањето. 6. Барањето за одобрување на притвор на претендикот Жаклина Пешевска, поднесено од Основен суд Скопје 1 Скопје, Оделение за организиран криминал и корупција 4 КОК ПП број 384 заволака 17 од 28.11.2017 година. Го ставам на гласање. Кој е за? Кој е воздржан? Кој е против? Констатирам дека комисијата со 5 гласови за, 0 гласови против и 0 гласови воздржано едногласно барањето за одобрување на притвор на претендикот Жаклина Пешевска, поднесено од Основен суд Скопје 1 Скопје, Оделение за организиран криминал и корупција 4 КОК ПП број 384 заволака 17 од 28.11.2017 година го одобри и му предлага на Собранието на Република Македонија да го одобри барањето. Комисијата за известител на седницата на Собранието го определи претендикот Павле Богоевски.